Почитуван пријател Груевски, почитувани пријатели, ви благодарам што ме поканивте денес во Скопје на ова интересно патување во вашата земја, ова прекрасна земја. Сите во Италија ја знаат Македонија. Зошто? Поради Александар Македонски, поради Филип Македонски, кои што се навистина популарни кај нас. Без Александар не би ја имале Европа, затоа што тој бил првиот кој што ја спречил инвазијата што доаѓала од Иран и од тие земји, и затоа би сакале да му се заблагодариме на Александар за тоа што ги зацврстил европските граници. Но исто така тука е мајка Тереза, која што е мушна популарна во мојата земја. Таа е навистина популарна не само меѓу католиците, туку меѓу сите во мојата земја. Но тука сум во Скопје за тема која што сметам дека е многу важна. Според мене, важно е за Европа да ја има Македонија внатре во Европската унија, да ја има Македонија во НАТО. И важна е вашата вклученост против илегалната имиграција, против имиграцијата генерална. Знам мощно добро дека не е лесно на Македонија да сопира толку многу луѓе кои што доаѓаат од Грција во овој тежок момент. Но ако сакате да работиме сите заедно, ако сакаме да ги постигнеме овие три цели, тогаш нам ни е потребна стабилност. Стабилност во Европа и стабилност во вашата земја. Поради тоа сметам дека е важно да се гласа во вашата земја, да се изгласа влада која што ќе донесе стабилност и демократија. Демократијата е најважната точка. Ако сакате да бидете земја членка на Европската унија, тогаш треба да се зацврсти демократијата. Гласањето е демократија. Транспарентноста секако е важна. Важно е да се надпреваруваат централно-десничарските и централно-левичарските партии. Знам дека е возможно да се постигнат либерални избори. Важно е и возможно да се гласа, и затоа сметам дека на изборите кои што ќе се одржат пред летото треба да се гласа, и сметам дека тоа е добро за вашата земја и за Европа. Имам позитивен став кон напредокот што беше постигнат од Република Македонија да го исполни Копенхашкиот договор. На економско ниво Македонија е на вистинската насока, на вистинскиот пат, макроекономските трендови се навистина позитивни. Растот на БДП е стабилен. БДП пожител порасна во изминатите години, а позитивната макроекономска околина е поддржана со сеопфатна монетарна политика и добри услови за влезови на пазарите. И јас се запознав со министерот за економија, се сретнав со него, дискутиравме за ситуацијата во вашата земја и свативме дека ситуацијата денес е многу подобра во споредба со претходните години. Оваа стабилност и овозможува на земјата да има добра економија. Невработеноста опадна во изминатите години, но сепак се уште е многу висока и достигнува 28%. За жал, тоа е така, но Македонија работи на намалувањето на невработеноста. Работи на подобрувањето на вработливоста на младите луѓе. Тука имаме многу млади луѓе. Битно е тие да работат заедно.
Исто така и за европските инструменти е тоа битно, преку европски пари. Битно е за еднината. Има пари за раст, за индустријски политики, но важно е тоа да се искористи. Важно е да се искористат парите против невработеност. Се надевам дека политичката криза што ја имаме ќе заврши набрзо и дека изборите ќе покажат дека вашата земја е заснована на владење на правото со добар политички систем. Вашата земја, како што реков, има потреба од Европската унија за да го потврди нејзиното геополитичко ниво, а Европската унија исто така има потреба од вашата земја. Во годините што доаѓаат треба да работиме заедно за да се соочиме со два главни предизвици. Прво, бегалската и миграцијска криза. Вашата земја стана транзит земја. Од изминатиот јуни преку 400.000 бегалци и мигранти се регистрирани на границата помеѓу вашата земја и Грција. Тоа е навистина голем потфат. Европската унија обезбеди парична поддршка за да ви помогне да се соочите со оваа криза. Овие финанси се дадени на властите во Скопје, кои што презеда многу за да се соочат со целата работа и тоа е приказ на европската солидарност. Европа не е само банки, не е само евро. Европа исто така представува и солидарност. Потребна ни е поголема солидарност во Европа. Ефектот од парите е важен, но тоа нема да биде решението. Треба да ги искористиме сите наши инструменти, сите наши политики за да решиме миграцијата и потребна ни е поголема соработка меѓу нас. Треба да работиме заедно како дел од еден поширок пристап на паневропско лидерство, обврска и споделување на границите. Треба да бидеме внимателни да не се појави нова железна завеса во Америка. Европа функционира преку мобилност и солидарност меѓу народите и земјите. Вториот предизвик и загриженост е економскиот развој на вашата земја и на Западниот Балкан. Економскиот развој е клучен за да обезбеди политичка и социјална стабилност. Во декември 2015 година Европската унија усвои важен пакет со кој што ќе ги поддржи реформите и регионалната соработка на Западен Балкан. 24 милиони евра ќе се искористат за да поддржат Република Македонија да спроведе важни економски реформи и да ја реформира јавната администрација. Пакетот исто така вклучува програма со која што ќе се финансираат големите регионални инфраструктурни проекти на Западен Балкан. Придонесот на Европската унија ќе се очекува да генерира повеќе од 500 милиони евра од институциите. Еден од овие проекти коридорот Исток-Запад помеѓу Италија, Црна Гора, Албанија, Бугарија и Македонија. Овој проект креираше повеќе од 200 работни места во вашата земја, што доведува до пониски цени на електричната енергија на домаќинствата и индустријата. Поврзаноста е клучна за економски и политички развој. Како што кажав, Европската унија функционира само преку мобилност. Поврзувањето е клучно за индустријската ренесанса во Европа. Работам многу на европската реиндустриализација. Без индустријата, без малите и средни предпријатија, невозможно е да се победи кризата. Без малите и средни компании, без компании, невозможно е да се победи невработеноста. Иднината на нашите земји
иднината на нашите синови, на нашата младина е токму индустријата. Тоа се малите и средни предпријатија, затоа е важно да се зацврсти реалната економија. Да се работи со другите европски земји, затоа што сметам дека е важно во вашата земја да има повеќе европски компании. Но ако сакате повеќе европски компании овде, потребна е стабилност. Затоа потенцирам дека е важно да се гласа во вашата земја. Да се гласа веднаш. Затоа што важно е да се подготви патот за иднината. Да се подготви патот за новите работни места. Но, ако сакате повеќе инвестиции, тогаш потребно е да се има стабилност во вашата земја, затоа што за инвеститорите кои што доаѓаат од странство, стабилноста е најважната точка. Без стабилност невозможно е да се инвестира. Проблемот на Европската унија во овој момент е токму стабилноста, терористите, имиграцијата. Ако сакате повеќе инвестиции, тогаш за нас важно е да имате добри решенија против тероризмот и против имиграцијата. Мојата цел кога бев комесар и целта на Европската унија денес е да се постигне 27% од БДП да доаѓа од производствениот сектор пред 2020-та. Ова е европска реиндустриализација. Индустријата представува 75% од извозот и од истражувањето. Без истражување е невозможно да се зацврсти индустријата. Иновацијата и истражувањето се двете најважни точки во полза на индустријата и на малите и средни предпријатија. Една до две работи во Европа се во јавниот сектор. Без малите и средни предпријатија невозможно да се зацврсти услужниот сектор. Конечно, во изминатите години имаше промена во Европската унија и сега имаме политички проект кој што го форсира растот и тоа не само на националните буџети. Со планот на Јункер помагаме да се мобилизираат многу милиарди евра во инвестиции во клучните сектори како енергетиката, дигиталната инфраструктура и транспорт. Со големите пазари во ЕУ ние отвараме нови можности за финансиите, како што е капиталот кој што ни е потребен во Европа, но и во вашата земја. Во САД тоа е клучна точка за пристап до финансии. Ако сакате повеќе индустрија, повеќе мали и средни предпријатија, тогаш треба да се има добар пристап до финансии. Потребни се добри банки, но потребен е и вложувачки капитал. А пакетот за дигитален пазар главно се осврнува на електронската трговија, треба да се вложат околу 150 милиарди евра за ова. Иднината лежи во дигиталната инфраструктура. Дигиталната агенда е клучна за вработеност, за младите луѓе, клучна е за сите. Ако сакате да бидете конкурентни на глобално ниво како европејци, потребна ни е иновација, потребна ни е истражување и дигитализација. Невозможно е да се надпреваруваме со Кина, со САД, со Русија, со Индија, без овие три најважни точки. Уверен сум дека вашата земја е на добар пат и дека ќе ги искористи придобивките од овие области, особено од заедничкиот политички проект заснуван на слобода и солидарност. Може да сметате на мојата поддршка, драги пријатели, како подпредседател на Европскиот парламент и како подпредседател на ЕПП. Со среќа на сите!